А друштво во овие вести ми прави Анета Антова-Пешева, извршна директорка на Ултраунет и членка на управниот одбор на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии. Пред се би сакала да ви посакам добре дојдовте во нашата програма. Еве ќе почнеме со последниве текови или случувања во оваа индустрија. И во 2025 се чувствува тој бран на отпуштања и во глобалните технолошки компании. Што мислите, на што се должат се уште овие трендови? Каква улога тука има секако и вештачката интелигенција? Ви благодарам за поканата. Многу ми е голема чест денес што сум ваш гостин. Инаку околу прашањето морам да ви кажам дека навистина сте одбрале темата која што неверојатно е актуелна во моментов. Заради тоа што во минатото мислевме дека најпрво ќе изгубат работата некои услужни дејности, но сепак се случи тоа дека во IT секторот најголемото отпуштање на инженерите започна. Тоа значи на меѓународен план е страшно, бидејќи ако ви кажам дека минатата недела Microsoft отпушти околу 9000 девелопери, а бројката од 2023 до 2025 до средината изнесува околу пола милион инженери. Јас мислам дека вештачката интелигенција, воведувањето на вештачката интелигенција е еден од појаките фактори за оваа работа, но сепак има и други тука и други фактори кои што се во однос на автоматизацијата на процесите, потоа преконструирање на политиките на компаниите, исто така и зборуваме за глобалната светска политика. Така да овој тренд јас мислам дека се повеќе и повеќе ќе оди натаму, со тоа што јас мислам дека имаме време за преструктурирање на работите и да тие фактички инженери кои што досега работеле на многу позиции јаки, дека тие инженери ќе се преструктурираат и ќе ги фатат новите трендови на употребата на вештачката интелигенција. Знаете, сите зборуваме за вештачка интелигенција, но тоа го работат само 9 фирми во светот, од кои што 5 се во Америка, 4 се во Кина, а ние сите другите и компаниите ги користиме платформите, алатките на вештачката интелигенција. Така да компаниите ќе мора да се преструктурираат заради поголема профитабилност, заради поголема ефикасност во работата, и тоа мислам дека е неминовен процес, особено сега во една ситуација кога се уште не постои, не е поидена работата на генералната вештачка интелигенција, која што ќе дојде за 5 години и која што ќе навистина направи можеби и многу поголеми пореметувања од сегашното отпуштање на инженерите. Инаку страшно е тоа дека се отпуштени пола милион девелопери, инженери, и тие веќе се, значи, од софтвер инженери, тие се од јуниор инженери, но ќе има друга побарувачка од друг тип на инженери, или овие, ако може да се преструктурираат и се доквалификуваат, мислам дека повторно ќе бидат ќе бидат интересни за компаниите. IT. Како сите овие трендови се рефлектираат и врз македонскиот IT пазар? Колку истиот е заситен и дали е присутен овој тренд на откази кај нас? Имаме ние среќа дека ние сме далеку од таа дигитализација која што ја зборувавме со години, и мислам дека тоа малце кај нас ќе закасни. Со тоа што да, се чувствува кај компаниите дека е намален интересот и дека после оној бум кој што беше за време на COVID-21-22, што јас мислам дека беше малку и вештачки наметнат, сега постои благ пат на индустријата,
со тоа што ако било 14% растот пред 2 години, сега ова минатата година беше 8%. Така да се чувствуваат, највеќе го почувствуваат фирмите кои што работат за странство и кои што работат аутсорсинг, бидејќи тие се делови од компании кои што работат таква автоматизација, тестирања и статистики за големите компании, каде што тоа најбрзо се изгуби таа работа и со тоа што нашите компании, мислам дека сега е тренд македонските компании кои што работат на процесот на бизнис платформи. Тоа значи дека комплетни бизнис решенија и тие девелопери кои што ќе ги знаат бизнис решенијата, тие многу ќе успеат во работата и мислам дека Македонија сега тука треба да се концентрира на таа работа за да се воведе вештачката интелигенција и во здравството, да се воведе и во школството, да се воведе во сите полиња, најпрво државата, а потоа секако приватните компании тоа ќе го следат. Јас се надевам дека кај нас тоа ќе дојде полека и нема да има такви големи отпуштања и таков тренд како што има сега, каде што во некои компании во странство се отпуштаат и по 5, по 10% од вработените. Еве слушам дека завчера пред некој ден, значи во Индија, во најголемата компанија отпуштиле наеднаш 12.000 вработени. Така да тоа е светски тренд, тоа не е тренд само во големите, во Силиконската долина компании, тоа е тренд и во целиот свет. Кој кадар е најмногу на удар или најлесно заменлив кога зборуваме за отпуштање, од друга страна каков кадар сега најмногу ќе бараат компаниите? Најмногу, значи сега се отпуштаат инженерите кои што работеа на едно пониско ниво на програмирање, со тоа што тие се софтвер девелопери. Застарените платформи на кои што се работеше сега веќе нема да постојат, бидејќи застарените платформи на кои што се програмираше досега и на кои што се работеше, тие веќе стана спори, со тоа што кодирањето веќе не е толку интересно, бидејќи веќе машините и со вештачката интелигенција тие сами може да ги кодираат некои процеси, со тоа што секој ден се повеќе и повеќе тоа се усовршува. Затоа мислам дека исто така чип хардвер инженерите, имаме значи јуниор инженерите, сите тие кои што фактички не работат на цели процеси, бизнис процеси, туку работат на делови од програмирањето. Така еве и сосема накусок ќе ве молам за крај на ова интервју, кога очекувате IT секторот да се врати на патеката на раст и иновации, како да се прилагодиме на овие трендови да се надминат? Па јас мислам веќе дека многу тешко ќе се врати на тоа што беше IT секторот, бидејќи реков и претходно дека IT секторот некако во тие 2 години, 3 доживеа еден многу голем раст, кој што мислам беше и малку вештачки со целата таа криза што се случи во ковид кризата. Но сепак мислам дека ние мора да ги фатиме новите трендови и дека мора да се прилагодиме на сите тие алатки кои што се фактички употребливи и кои што ги прават процесите побрзи. Сега во моментов јас мислам дека треба да се направат алатките, да се применат во самото производство, во самите државни органи, бидејќи со тоа ние ќе добиеме голем квалитет на процесите и со тоа мислам дека ќе се вратат тие ова разочарување кое што сега се случува и преструктурирање. Многу е важно преструктурирање и многу е важно преквалификација и доквалификација на кадрите. Само да знаете дека ова сега се случува, јас порано мислев дека ќе се случи во услужниот сектор најпрво, ќе го погоди вештачката интелигенција, но еве се случи дека инженерите се најпогодени.
Со Да. тоа што јас мислам дека тоа ќе се реши со тоа што преквалификација, доквалификација и на кадрите кои што не се од IT секторот. Тоа е многу Така. важно да знаат да ги користат тие алатки. Антова Пешева, ви благодарам за времето кое што го издвоивте за нашите гледачи. Да, ви благодарам на вас.